Почитувани слушатели и гледачи на Радио Лидер, слушатели преку брановите на нашето радио, гледачи преку нашиот Facebook стрим, подоцна ќе имаме нормална YouTube емисија. Добре дојдовте во денешната емисија. Денеска наш гостин, мој наљубчо Златев, е Сотир Костов, нашиот веќе редовен соработник во Радио Лидер и стар другар. Со него денеска одиме на една тема која што јавноста сака да ја слушне. Темата се вели каде потфрлија сите председателски кампањи. За фалење, Сотир, лесно е. Одиме со критика. Ај, право, добро утро. Добро утро. На вас Добре најде. Во посолството, во редакцијата, да, се живи и здрави. Да сум редовен, не сум редовен, ме заборавите месец и пол, а нека ми дајте убава шанса у еден серијал да се искажам она што знам јас за избори за кампања, ја ви благодарам. Колку можевме, затоа што често те прекинувавме, се сеќаваш. Па добро, вие сте млади деца. Има еден виц, ама не сме да го кажам, дома ќе ме караат. Еден ова ти прави, друг ова ти прави. Вие сте у игра на двојка со Златен. Прва лига сте вие. Вака сега, ајде добро утро за сите слушатели и гледачи на Лидер, исто така. Драго ми е што повторно ќе се дружиме. И одма едно несогласување, значи јас не се согласувам дека сите председателски кампањи потфрли или не чинат, напротив. За некој од нив велам дека ја промашија целта, другите прегреја уште пред да стартуваат, а некој мислам дека убаво си ги терат работиве. Ама у тек на емисијата ќе видиме што е што. Неле, во изборната кампања Жак Сегела вели треба да се знае тачно дефинирано што е што. И он дава еден пример дека мачката е мачка, а вика тигарот е тигар. А ние би рекле лавот е лав. Добро. Ајде, пукај го спангоци. Значи, одиме, прашањето е каде потфрлија кампањите, тоа е. Каде потфрлија кампањите? Да. Едноставно прашање. Па вака сега, кампања потфрлува ако не ја добро припремиш, добро, ако не ја добро организираш и ако не употребиш соодветни ефикасни алатки, добро, да допреш директно до избирачкото тело, тоест до избирач. Значи, тоа се три фази. Еве ќе почнам од последната, порака. Мораш да имаш порака. Мораш да имаш прекрасен слоган. Мора тоа да е кратко, јасно, концизно, конзистентно, а јас велам, треба да знаеш, ова сега се обраќам на организаторите и на изведувачите, па и на самите кандидати, дека пораката, јас во моите книги велам, си ти или поточно сте вие, сите кандидати, дали се тоа еве во случајот председателски кандидати, дали се тоа кандидати кои се локални изборни советници, градоначалници или кои се парламентарни за парламентарци. Малку ја мислам тоа се подзаборава и имаме случаеви на неконзистентност, имаме случаи на незборување на вистината, имаме случаи на полувистина и затоа доаѓа, како што вие убаво тука сте смислиле, промашување на целосна, делумна или одделни делови од кампањите. Пред да отпочнам да критикувам и да фалам, па може ли јас мојата кампања ја истерам? Ајде да чуеме. А мојата кампања, јас како поединец водам кампања гласај лично и сам. Добро. Дечки, кажувате како е наместено добро? Уште? Мислам, ајде. Добро е. Што значи тоа, Љупчо? Ова Пардон, Сотир, повели. Добро, ја не се љутувам, нема да ме прекрстуваш. Нема шанси. Знаеш ја како сум против промената на името на Република Македонија? Да. Од Сотир Сафер не биваме или Суат. Значи ова е мојата икона. Како што од Суат Сотир не бива исто. Да. Така. Ова е мојата икона гласачот. Тоа е македонскиот гласач. И јас велам, на овие избори треба да победи народот, граѓаните, избирачите, заедно со оние кои нудат промени на подобро, оние кои нудат поквалитетен живот и оние кои нудат нешто ново. Добро. А тоа значи нема седење дома, тоа значи излегување и гласање, бидејќи се работи за нас. Еве, ќе одам со прво лице еднине, се работи за мене, се работи за моето семејство, се работи за моите деца, се работи за моите внуци, за соседите, за улицата, за квартот, за малото, што би рекле по кочански,
за градот, за општината и за Република Македонија. Значи, на избори се дава суверенитетот од граѓаните кон кандидатите. Во случајот се председателски избори, даваме суверенитет на оној кој 5 години ќе не води, оној кој треба да покаже лидершип, оној кој треба да представува Република Македонија и оној кој треба да се грижи и да ги брани националните и државните интереси. И затоа јас велам, излези и гласај. Еве имаме жолта икона гласачка, имаме црвена икона гласачка и велам, немој да дозволите други да одлучуваат за вас. Одлучувајте вие, граѓаните, немој да седите дома, бидејќи после некој друг да не ви биде крив. Од кога заврши сега ја ова моја кампања и сум ви благодарен што ми овозможивте, ајде нешто да се обидам да одговорам целосно или делумно на прашањето што ми ги поставувате, да си го заслужам, ако ништо друго, барем кафето што ми го правите овде, а не е така лошо, убаво кафе. Повели, сутре. А види вака сега, ајде да не теоретизирам, да одиме конкретно. Конкретно. Хокус покус за кого да се фатиме прв. Ај вака. Значи, имаме нешто што се вели in media res, во центарот на метата. Да. Значи, во центарот на збиднувањата на изборната кампања. Еве, ќе одиме со актуелниот обавоч на функцијата председател на Република Македонија и со неговата кампања. И сега прво мора малку стручни работи, бидејќи ја не сум сотир ако не го кажам тоа. Креативната графика на неговата кампања ме разочарува. Зошто? Затоа што многу аматерски е представена. Потоа ме разочарува и самата содржина од причина што, па дури јазикот, вели нашиот председател. И на слика е самиот председател, почитуваниот Пендаровски. Ја денеска ќе бидам со обраќаец и ќе покажувам. Еве една варијанта, како тој стои, и овде пишува нашиот председател Стево. Втора варијанта, тој седи, во некоја опуштена, релакс, кежуал варијанта, така да речем, и пак вели нашиот председател Стево. Сега гледајте третата варијанта. Млада екипичка, добри дечки, машки девојки, млади, и вели нашиот председател Стево. Само ова третото одговара на напишаното, од причина се предпоставува дека овие момци велат ова е нашиот председател. А првите две слики се промашени, сакате идејно, сакате креативно, од причина што тој треба да речи вашиот председател Стево. Јас сум вашиот председател Стево и да завршам со подписот. Мене ова Боцевски, иако си ти млад, ама ти си чатено дете. Знам, на Јосип Броз Тито. Јосип Броз Тито, 21-та седница, јавио нам се Тито јавление. И малку овде ми стават, малку мене работите чудни. Сега, ја не сум само критизер. Од она прекрасна конвенција во Борис Трајковски, каде што имаше така солидно представување кандидатот Стево Пендаровски, ми остави, ајде мој другар почина да вереше впечатление, настапот на неговата сопруга, која го употреби Блаже Коневски, лажните пророци, и кажа гласајте за Стево Пендаровски. И лично мислам, тоа беше еден успешен обид да се јави македонската Жаклина, а Стево да го представат како Кенеди, кој се појави као млада фаца, еве го позад мене, гледам сте го имате и вие Кенеди, и да биде тоа успешно. Но, неколку дена потоа, јас гледам на телевизијата спот со истата господја и Стево го нема во спот. Јас гледам таму употреба мојот Стево, нашиот Стево. И јас сум збунет. Дали господјата ќе ја бираме за председател или господинот Стево ќе го бираме за председател. Така да тоа едно такво идејно содржински промашување на тимот на господинот Стево, што како се вика тоа, кула од карти или оние меури од сапунчиња се распадна желбата таа да биде Жаклина, македонската Жаклина, а тој да биде македонскиот Кенеди. Лично мислам дека креативата овде затаила и работиве треба малку поинаку да се направат,
Ако господин Остево оди во вториот круг, може би ќе имат време тоа да го направат. Сега. Ајде сега да збориме за кампањата. Бузински, јас не ставам во незгодни ситуации моите домакини, ама компромат, ја мислам дека ти знаеш тоа. Знам, да. Компромат гейт е па мој израз. Што значи тоа? Кампањата на Стево почна со компромат гейт, со прво некажување на вистината за израелецот, за консултантот. Една варијанта не го познавам, втора варијанта да, беше кај мене разговаравме, трета варијанта, па добро, разговаравме за изборите и пазете сега, го пратив во СДСМ кај оние што ја финансираат мојата кампања. Па види сега, ако не сте се знаеле, ако не си го ангажирал, што има да го праќаш тамо кој ја финансира твојата кампања? Ова мене малку ми личи на лажење, ова мене малку ми личи на во рамка ставање на невистината содржина, која е, така речеме, лајт варијанта на компромат. Ама, гледаја ти другата варијанта, која е еклатантен пример, кога го изваде оној несреќен документ преку оној новинарот кој не сакам името да го спомнам, бидејќи не заслужува да бидам искрен. Многу ми е криво што ако некој помисли дека е албанец, не, напротив. Тоа не е новинар во вистинска смисла на зборот, да изнесуваш невистини преку фалсификувани документи и еве на гледачите и слушателите да објасниме. Зборот компромат произлегува од правење на лажен документ во лажна рамка, ставање лажна содржина. Тоа е руски збор, потекнуто на таа финта е некаде од Наполеон, па потоа си чули за Фуше. Како не? Министрот за внатрешни работи долгогодишен француски исто на Франција, а многу добро од Октомвриската револуција па и бачушката Сталин го презимаат и Берија кога сакаат да се пресметат со своите неистомисленици и измислуваат најразлични документи лажни и ги елиминираат. Тоа се обиде СДСМ, водејќи ја кампањата погрешна на господин Стево Пендаровски, да измисли документ наводно сега по најновата верзија од голем функционер или висок функционер на ВМРО ДПМН, а замислите грешени датуми, грешени имиња и содржини, и по мене има само една компрометирачка ставка, доколку е точен документот, а не е точен, ширење на лажни вести. Сето она друго ништо не е недозволено, бидејќи ние штабските пацови од минатото знаеме што значи кампања. Мораш да има списоци на ова, мора да имаш списоци на ова, мора да си го повикаш членството, мора да го комуницираш, можеш да му кажуваш ова таргет група, еве ќе ја организираш, еве ќе ја контактираш, нема ништо спорно. Ама сето тоа е неточно од причина што тој документ се покажа дека е измислен и ова измислување на компромат документ со неточна содржина, компрометирачка содржина за јавна личност, дали е бизнисмен, политичар или јавно лице или обовезна државна функција во случајот целиот врв раководен на ВМРО ДПМН се покаже како неточен и кога водиш ти таква кампања, лично мислам дека не е добра работата, а на гледачите, тоест избирачите, ќе видат дека не ја кажуваш вистината. Кога збореме за дека некој не ја кажува вистината, многу лош впечаток ми остави од лидерскиот толку долго најавуван дуел за Македонија, што мислам малку и промашен беше, иако резултатот беше 10-0 за Мицкоски и за ВМРО ДПМН, ама тамо што се обиде Ковачевски да каже. Прво вака му вика на Мицкоски. Се сеќавате, јас и вие зборувавме во Брисел. Да. Мицкоски вака мртов ладен го гледа му вика: "Молим, не се сеќавам." Добро, Гоце, знаеш ти беше во Брисел, ти виде. Кај може Гоце да види на затворена седница, ти си дипломат, те молам, кажи. Нема шанси новинар да присуства. Да сликаат, кој ќе си договори интервју, ќе си договори, или присуствува на некоја делегација, билатералка или било што. Нема шанси. Гоце да присуствува, Гоце кисело вака го гледа и не му одговара. Значи тоа е манипулација по оние триковите од Шопенхајер и Аристотел, а тоа се еристичките трикови од мојата книга Лагите во политиката и на политичарите, се обиди, значи, да ја лаже македонската јавност, фатен од Мицкоски и фатен од домакинот од Гоце. Значи тргнавте со Стево. Си сега мене ме враќаш. Ајде сега одиме. Кај Ванковска. Ванковска. Евака сега. Ама критиките, рековме се.
Само критиките. Ама не можем ја така. Па не морам можем, нешто мора да така. кажам добро, можем нешто да Да, кажам мора така. недобро. Еве вака. Се љутел, не се љутел. Една од ритките кандидати кои се појавува само со млади луѓе. Црвената младина е многу добро организирана, да не речем најдобро за оваа кампања, иначе знаеме чија младина е најдобро организирана, тоа е младината на ВМРО. Така се вика, црвена младина? Црвена младина се вика. Добро. Јас сум пријател со нив таму, се добро. чак пат се гледаме, муавет правиме, кафе пиеме и така натаму. Јас сум комуникатор, морам со секого да комуницирам. Немој ти се одма да ме Румене тужиш зоре, некаде. будеме Еве и вака сна. се. Така беше. Види вака се. Ајде. Сето е ова добро. Мене, знаеш, кандидатот ми се бендисува. Добро. Спрема тоа каков општествен работник е, што ја красат, една морална вертикала, до сега не окашкана во политиката. Ја и не знам што им беше сега да се прифати, ама го ценам тоа. Еве и не за да покажеме. И сега зашто покажувам? Не вршам реклама, туку на добро смислен лого, како се вика, слоган, го враќаме достоинството на нацијата, заокружи петка, ние ставаме една слика што креативците се обиделе нешто да направат добро. Не можам да се сетам, не е тоа чувената слика на Че Гевара на италијанецот, него имаше на друга слика на Че Гевара со вака замаглени направени бои, која не е баш најдобра и во случајот мислам дека исто така не е баш ова најдобра креација, ама ете, креативниот тим мислел дека со подотворена уста кај господјата, а мислам дама со отворена уста и не е баш најдобра работа да биде насликана и со креативно замачкување на боите, можеби ќе испадне добро. Овде и не сум сигурен дали сум во право, ама кога гледам на око, мене не ми фаќа работа. Дали можам да најдам некоја мана на кандидатов во кампањата? Мислам дека води скромна кампања, мислам дека тоа е за пофалба, ама има една желба да направи една чудна дистинкција од сите останати кандидати и дека може би таа е единствена во некои погледи, што мислам не е баш така добро, од причина што до вчера беа најдобри пријателки со господјата Силјановска. Мислам дека како професори, едукатори, како големи борци за човекови права, за демократија и слобода се слични многу, и мислам дека не и треба една таква дистинција. Во случајот јас сум ваква, демек позитивна, другите не и така натаму. Последниот настап мислам можеби не и требаше, кога ја облече Кефајата. Иначе да се разбереме, јас носам кефаја и тоа ми е драг поклон од мојот Не сум те видел, кефаја носиш? Да, носам слична и тоа на оригиналната ја носам. Добро. Со коцките. Не сум знаел. Али видите вака сега, не можеш да се определи само за палестинскиот народ, кон кого ја имам позитивни чувства, кога дел од тој палестински народ направи едно зверство, па го изнервира еден друг лидер, а тој е лидерот, премиерот на Израел, па тој ги помина црвените граници, па тој направи зверства, па еве сега и трета војна ќе има, Иран го нападна пред некој ден Израел, и сега само ти да се сконцентрираш на, како се вика, на палестинци. Сакаш да кажеш пошироката слика е потребна тука? Треба пошироката слика, треба да видиме што е со руско-украинската војна, веќе не е специјална војна операција, него е војна. Ова вторава војна и ова третава војна. А ваму ние имаме кампања. Лично мислам тоа требаше да остане негибнато од кандидатите за председател на Република Македонија или Добро, или сите заедно да се договорат, да направат едно соопштение, барем за тоа да се договорат и да го дадат во етерот, во европската и светската јавност, да се види дека во Македонија има паметни луѓе кои случајно или не конкурираат за председател. Сега ако реков сите, зошто го кажав, за да те вратам на почетокот на кампањата, оваа председателска кампања, најголемата маа на Боцевски, знаеш ли што е? што е? Нема динамика, нема суспенс, Тука те чекав. нема изненадување, нема страсти, ама знаеш зашто нема? Нема соочување. Основната форма на демократската дебата има, ама
Председателската дебата е соочувањето. Денеска ти мене си ме викнал да се соочам со тебе, значи со радиолидер, да се соочам со гледачите, со слушателите и да ги изнесам моите ставови, ти нешто да ми критикуваш, да ме пресечиш, да ме поднасочиш лево или десно и ќе се види кој каде е, или ќе се приближиме на полојна пат, или ти ќе победи со своите ставови, или јас ќе доминирам со своите ставови. Добро. Ова за жал го нема и вака сега. Тоа е критика на сите нив, мора да смогнат снага да се договорат. Ама, јас сум искусен и ја мислам првиот штабот на Пендаровски ја пуштија таа формата специјална дебата во како се вика, Трајковски во салата и некако први објавија дека не успеале. Не се договорија на ниедна телевизија, као да малку искитрена беше таа работа. Добро. Као да беше малку искитрена и другите очигледно не покажаа некој поголем, мислам другите кандидати, не се оствари тоа, така да ние веќе имаме малку издувана кампања од аспект на соочување. Ке биде многу интересно двојцата кандидати што ќе одат во втор круг, дали ќе смогнат снаги да се соочат, бидејќи тогаш ќе има принципиелни ставови. Предпоставувам се хипотетички зборам, Добро, или другиот. добро. Не се соочивме во првиот круг, зашто се соочиме во вториот круг. Така да, ова е малку кампања со фабричка мана. Ама ова е принципиелна мана. Што ти значи тоа? Па еве, нема соочувања, нема огин, нема жар кампањата, мојот став против твојот став, ама директно овде да се погледнеме во очи, да видиме кој има образ, кој нема образ, пошто тука некои имаат и ѓонови, да се разбереме, ама ајде да не претеруваме. Ајде сега да одиме. Ајде да одиме Максим. Максим. Кај Максим, реков, јас него го ставам во новите лидери, јас него го ставам во заговорникот на промените, заедно со Левица Ванковски, а предводени од ВМРО ДПМН, бидејќи тие први кажаа промени, тие први кажаа подобра иднина, и така еден триаголник, една триада симпатична права. Максим, ајде сега љути се што ме бендисува. Ме бендисува што од историски места Кокино, со знамето македонско се вее, Македониум, знаеме што е Македониумот, темелот на Илинден, и од Пелинце, сега добро, Пелинце не е Асном и ова Устрабија што ни го зедева Прокопчински, ама е замена за тоа, своите спотови од таму ги кажува и тоа мене ми прави симпатични чувства, да ти кажам. Содржината му е обединител, чувар на идентитетот, заштитник на народот. Тоа го прави во Куманово, ако успее да го направи во Македонија, тој ќе има успех. Добро, сега го пофали, одиме. Го пофали. Ајде другото. Лично мислам дека уличните кампањи не се баш најдобро од неговите организирано. Што ти значи тоа? Тука се гледа на искуството како, ама да не забораваме, тоа е партија во зародиш. Добро. Тоа е партија во зародиш, најголем непријател од трите ресурси, тоа е човечкиот ресурс, финансиските средства и времето, и ми е времето. Тие, колку јас знам, не успеа да направат партиската инфраструктура, ВООД ја прават. Сутре ќе морате прекинеме затоа што заради правилата на Советот заради дифузија и заради сето останато мораме да одиме со реклами, потоа се. Ама бе тие реклами, знаеш како ме нервирате, ама терајте се ги деца. Мораме. Ајмо, па ние малку и да пимнеме кафе. Ајде. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцишки. Во утро наш гостин е Сотир Костов. Се поднашаме како претходнава емисија да не се случила. Да. Иако ова е во продолжеток. Може. Да? Ми се бендиш. Имаше емисија. Ивица, добро утро. Добро утро и за тебе. Убаво утро. Јас си извидувам малку што доцнев. Во Западна Македонија велат добро утро секое утро. Многу убаво. Ви, Злате, да ти кажам. Ти едно бебе, ја 5 бебиња сум поминал, Злате. Не се секи. Знам што значи тоа. Знам што значи. Костов, Убаво е тоа. Тоа е сладко. Ајде. Што е сега? излезе еден човек на митингот на Стео Пендаровски и рече од Чекај бе, ги анализиравме не бидува. незавршено. Добро. Дали Стева е невеста, можеби? Пошто него бидува. Да, види сега, ја таков јазик нема да прифатам. Вие сте помлади од мене и можете да си дозволите повеќе, баш кога вие сте новинари, добри новинари. Не, ние цитираме само.
Да, ма прашањето, ако го одговорам, ќе се симнам на тоа ниво. Еве, јас вака ќе кажам. Тоа е едно од промушувањето Боцевски, значи ќе имам симултанка и со тебе и со Златев. Ќе се обидам, јас знам дека ќе изгубам. Вие сте јака двојка, ама барем ќе се обидам, Безос како рече. Немаше да ми биде криво ако не успеам, ќе беше криво ако не се обидам. Значи, промашувањето на кампањата, едно од промашувањето на Стево Пендаровски е во тоа што тој прво промаши со кого да се бори. Прво му се озаби на Мицкоски. Мицкоски, ја колку знам, не е кандидат за председател. Не. И тоа му е основна грешка. Дале? Кога се сконцентрира на почитуваната Силјановска, почна да ја навредува, што да бидам искрен, не е својствено за Стево Пендаровски. Тоа е својствено на Ковачевски. Некој сега ќе рече го браниш, не го бранам. Ја се сеќавам само еднаш има навредено пред 5 години тој, кога се запалија страстите во еден дуел, од тогаш до сега ја не сум гледал некој навреди од него и јас сум многу непријатно изненаден. И видете сега ова што го реков неконзистентноста. На пола метро до него е, на метро е од онаа портпаролката. Замислете богати од шумовите они, не слушнале овој што рекол, овој за невестава, што збореше. Наместо да се извинат Златев, наместо да речат, го осудуваме ова, не ни требаше да ни се случи во нашиот татар, вакви подржувачи не ни требат, тие се оглушуваат, не слушна. Да, но видете... Ајде да видиме. Се вака. На страна тоа, политичката некултура и сето тоа. Велите, не ви е јасно зошто Пендаровски ја напаѓа Силјановска. И дека тоа не му доли. Не, прво не ми е јасно зошто Мицкоски го напаѓаш. Зошто го напаѓа Мицкоски, да, се извинувам. Сега ќе ви одговорам на прашање. Зарем не приметувате дека ВМРО ДПМН направи мерџирање на двете кампањи? Со тотално истиот дизајн ќе настапуваат и на председателските и на парламентарните избори. На председателските избори се Македонија повторно горда, да, а на парламентарните ќе биде Македонија повторно твоја. Да. Со буквално истиот дизајн. ВМРО ДПМН практично од двете кампањи направи една и ја искористи, да бидеме вака искрени, председателската кампања за промоција и на парламентарните избори, затоа што господинот Мицкоски секој ден оди од митинг на митинг. Ковачевски не оди. Сега морам вака да се ставам во улога. На почетокот Ковачевски не одеше. Одеше, само не со Стево, не, да. Одеше сам, сега ќе ти кажам кај одеше. И кога свати дека тоа, дека ВМРО ДПМН всушност си ги мерџира кампањите, почни тој се прилагоди, односно хаска позадинив, и сега и тој сака да го прави тоа. Дојде умот, отиде кумот. Така, прилика. Вака, многу ти е на место, Златев. Како уште? Значи ти од него во ребра, дојде умот, отиде кумот. Што нема да научам од тебе уште? Не, па зошто, па учите док се, ја цел живот учам, а вие уште док сте млади учите да ви кажам. Long life learning. Види, што се ти е на место, ама вака ја ќе додадам. Забелешката и констатацијата. Јас ќе додадам дека за ова не е виновно ВМРО. За ова е преклопувањето на кампањите и немање чисти правила што се смее, што не се смее, ако ги занемариме оние на Анву кои се цензористички, кои се никакви, да ти кажам. Тука кој кого надмудри? Сега ќе ве вратам на лидерската средба од минатата година, кога Мицкоски ги надмудри Ковачевски, Али Ахмети и целата врхушка на власт, кога стамено стоеше на ставот дека изборите ќе бидат паралелно ќе се одржат заедно, од тие причини сега да не се повторуваме, не му дозволува, на крајот ги примора. Така да, извини Златев, тоа е 1-0 за Мицкоски и ВМРО ДПМН пред да почне кампањата. Сега, за ова вкрстувањето, и стручно како рече, мерџирање. Видиш, ја учам нешто. Видиш, ја мерџирање. Не е глуп, не е симпатичен. Merging, yes of course. А знаеш дека ја за сите зборев за ВМРО не зборев? За Османи не зборев, за Таравари не зборев? Те молам. Ајде ВМРО го прво. Ќе го ставиме ВМРО на крај да не го форсирам ВМРО, да не така ми лепат ВМРО-вец, она нема врска тоа со вистината. Ја имам право на симпатии, зашто не рекат дека сум? Слушај. Чекај сега. Од стара комуњара ВМРО не би идува.
Не, комунист. Нема да ме вреѓа. Пардон, се извинам. Ја комуњара никад не сум бил и нема да ме вреѓа, ќе те тужам. Се извинам, Ало, ќе те се тужам, извинам. кај Има Ковачевски. во Словенија најпознатото пиво се вика комунајзер. Yes, of course. Може и тој термин треба да почнеме да Јас сум бил користиме. комунист, Титов пионер и младенец и тоа го признаа. А комуњара да ми речеш, кога ја излегов 88 година од СКМ КПЈ, кој и така дали, и се ајде да не ја вртиме работава. Значи, вака се, Османи. Неговата кампања е тотално промашена. А пазите, ќе ви кажам па нешто друго. Неговиот спот е number one спот. И билборди најбољи има. Не е тачно за билбордите, да се докажам Златев, па после ќе комуницираме. Значи, само уште да е преведен на македонски, спотот ќе добие 10 од мене. Бидејќи не е преведен на македонски, бидејќи мене као македонец ми е тоа многу битно, бидејќи јас гласам на претседателски избори, го симнувам -3 поени и му давам седмица и леве ќе качам на осмица, бидејќи осмица е многу висока оценка. Единствено тој спот и оној подолгиот спот, вториот по ред пуштен на Силјановска, се спотови кои раскажуваат приказка. Се спотови кои раскажуваат бренд приказка, а еве ќе ви кажам, ние што работиме кампањи како тоа го знаеме. Исклучи го звукот на спотот, гледај ја сликата и ќе видиш убавината на една слика 1000 зборови. Кај Османи тоа еклатантно добро направено. Дали сакаш во училницата, дали сакаш во библиотеката, сите па сам, дали сакаш во кабинетот, гужва па сам. Сега, као доктор, он ја не знам кога последен пат скалпел. Не, оперира, добро. Ама ајде, нека е, спотот му е гениален, да ви кажем, и ќе видите дека Сотир е многу објективен, Сотир не е националист, Сотир не напаѓа само Ти без основа и така почна натаму. кod Цезари Козаев. Да. Треба лице еднина за себе да зборуваш. Ние таквите на Не, доктор ги правиме мора. овде. Ако еве ќе појдам Да знаеш, да. Ќе појдам бе, нема проблем. Трето лице за себе е... Ама чекај сега. Ама ако сакам да поентирам јас, користам друго. такви метафори, а ти не беше тука да видиш што зборев за нашиот Стево, вашиот Стево, мојот Стево на господјата Кенеди. Така да, немојте, момки, ќе прегледаш мисијата, ќе видиш. Ќе си гледа. И ја не случајно го користам тоа Добро, лице. господјата Нина, Пендаровска, бидејќи сам е барам да те промашено. коригирам, сега, ти си сепак дали е тој джентлмен, чесен, ајде добро. сега слоганот да му одиме. Ти си сепак джентлмен, сега кажи. Да. А европски председател, дали бираме ние на европски председател? Не, на Република Македонија бираме. Чесен, не сум сигурен дека е чесен, кога вели дека живее од плата, а тој и жена му само колку зима, да не спомнам сестра му кај мене умана што беше и е и тако дале. И она контрола на летање. Да, контрола на летање и тоа одлична контрола на летање. Сега, вака искуство. Да, може да се рече дека има искуство, едино од тие три крилатици, а целосен слоган, до некаде му се дава, бидејќи човек кој поминал толку години министер за здравство, министер за надворешни работи и за подпредседател за ова како беше евроинтеграција, не можеш да речеш дека е без искуство, иако тоа искуство не е баш позитивно. И посветеност. Златев, на што или еве Боцевски за двицата, на што е тој посветен бе? На македонската кауза? Јок најн, нихт. На албанската? Може би. Да. И така натаму. Така да промашено му е тоа, али до спотот го подпишувам висока оценка. И сега вака да одиме. Знаете ли дека преска збориш за диференцијата блага кај Ванковска што ја критикував само во тој дел и за Палестина и така натаму? Сега вака ќе ви кажам. Знаете ли дека тој е единствен кандидат кој вели ја, а сите други не чинат. Извинете, тоа е нихилизам и интимизирачки јас, што не чини. Ние живееме во заедница, ние не сме како беше она со Робинзон Крусо и Петко, не е он посебен остров, пуст остров и да се востоличува во крал. Ке видиме колку гласови ќе освои, а тој себе си се гледа веќе во као победник и во вториот круг. Еве ја му кажувам, му се кладам на $1, дека тој нема да влезе во вториот круг. Толку за него. Едно предвидување што да е, бе размајано. Ама еве да го отрезнам, те молам, Златев. Добио некои сугестии, Нарцис, го употребив тоа ја во една друга емисија, благодарам младо момче, не кријам, па ово е малку и во стилот на Силјановска, она вечер во Кисела вода на еден прекрасен, како се вика, митинг, кога рече, еве ми сугерира дека малку подолго зборувам. Па професорка многу јасно дека ќе зборувам. Ајде одиме Таравари.
симпатија моја од... Чекай, Ево да речем. стои да се вратиме сега на Бујар Османи. Ајде бе на Бујар. Дали новата коса му помага во кампања? Не, тоа не го зборам, Злате, немој така боцевски на почетокот ме акаше, сега ти ме акаш, моето ниво не е Сотир Костов колку и да го Ја присуна, ја етикетира. те враќав на ниво Доста, сега, доста, господе доста. Кенеди. Колку и да го Господја Пендаров, етикетира. се, биди джентлмен. А сетете се во серијалот што ми го возможивте, се заблагодарам, Да. Злате, во твое отсуство. Јас зборев за политичка култура. Јас зборев за новата културолошка парадигма на партиите и на политичарите, во случајов на кандидатите за председател. Ама помагај Ја не можам да зборувам за косата на Османи, оставам вие помладите што ви личи и новинарите кои критикувате новинарски Јаков аналитичар за неговата коса, нема да збора, напротив ќе му давам комплименти. Зошто? А фризурата му е Чекай, се подобра ме- од поранешната. се ме- И немој да ме акате, Сега станам ме ки се збуни. отидам. Сега ме збуни. Сега ме збуни. Шта е сега, шта? Ивица, ова е, сети се снаот и прави. Не, не сум го доживувал никогаш како моден критичар сега одеднашка. Не, Ја, Да. редно е да ти ги давам книгите за брендови, да видиш во модата обработив 18 врвни светски брендови, па да видиш што јас зборам за модата. А и не си приметил, Се повлекувам, ја не сум се повлекувам. ветики што велеше, ја носам македонско, немам бренд. Све сум бренд. Се Од повлекувам. часовникот, преку мајците, фармерките, еве Томи Хифлигер да ви дигнам, но ја не се срамам тоа да го кажам. Јас сум брендиран човек од мојата младост. Ама, знаете ли каде ова го купувам? Каде го купуваш? Знаете ли што е Black Market? Знаете ли што е зелено пазарче? Знаете ли што е second hand? Во Белград сите ги знам, во Сараево сите second handови, во Брисел, во Париз и еве овој сад ќе ви го покажам. Купен 10 евра, а вреди 600 евра. Така да Сотир не се срами да каже дека е брендиран човек, ова не е брендиран, мада ова е фигуративно. Сум ситезунитар на Македонија, Република Македонија, ерга омнес. А бе ти ке ни држеше предавања, он купувал од македонски, он бил сиромав, ба бе уште немат за леп да јадат. Ја не- Така да Златев. Ја никогаш не сум сакал брендови. Секој пат Ја- сум ги сакал. Јас си носам некои такви канадски мајсторски брендови. Не, Чекај, канадските слаби се бе? А? не Ало? се оптоварувам многу. 3 пати сум бил во Канада. Канада е country of opportunity. Квалитетен живот, Така е. чиста природа, не одма, ко навијам да ти зборувам. Не си, да се вратиме на темата. Значи, за косата повели. не зборим. Не така. зборам, не, Златев, те молам, Али немој викаш добро на ми стари стори. години шокови да ми приредуваш. Ајде, Добро. ајде на возрастни, на сериозни години. Ванковска ја проанализира. Ја поминавме, Ванковска за сега ја ќе ја помина. повториме. Криво, да. Него, одиме на Таравари, И мојата тоа ја симпатија. поминавме на таков начин што тебе ќе ти беше малку чудно, меѓутоа А бе, ви и Фалев и Кудев. овдека имаме слобода на говорот, нели? И Фалев и Кудев. Тачка. Ќе повторам за тебе специјално. Дај Таравари. Таравари, еве вака. И Ванковска на Таравари е моје откровение, као што Максим во македонскиот кампус е звездата, као нов, пазите, као нов, а не комплетна звезда, и предводник на новото, а Таравари го открив као личност во оваа кампања, да бидам искрен, не го познавав. Комуницирав директно со него кога простовриот прашалник го правевме и оа доша, и јас од неговата се зборам као личност. Ке ви направам дистинкција. Таравари личност, Таравари политичар. директор, не, Таравари градоначелник, а тој е менаџер, Таравари политичар и Таравари врвен доктор. Као личност е скромен, тих, со вредносен систем, единствено него видовме да го подигне гласот и порано и сега во кампањата, моите комплименти за него. Као градоначелник е снаодлив, знае кога со кого да разговарал со мои луѓе во Гостивар, не сега, минатата година кога ги вршев буките на една политичка партија, погодите од 3 пати која е, ми кажаа дека добро менаџира општината, ми кажува дека соработува и дека немаат некои поголеми приметби кон него, за тоа каков професор ваму на универзитетот и каков доктор е, од неодамна чув комплименти и се уверив од оној контакт минимално што го имав со некои луѓе, како се однесува кога ќе влезете во неговиот кабинет. Сега доаѓаме до Таравари, значи овие 3 ставки, градоначелник, личност и доктор се со највисоки оценки. Таравари политичарот, ја мислам, има мал проблем. Каков?
А малку мишета од лево, од десно, од центар, те власт, те опозиција, те прекрасна партија визави Дуи, па Муазедова партијата, не на судот, Муазеде села. Иначе судот се знаеше што ќе пресуди. И лично мислам дека тука он нема една цврстина, ама тоа изгледа последица на неговиот добар и мек карактер, као да не се одбрани партијата. Не знам дали ќе му се одрзи тоа во оваа кампања, ама моите симпатии се присутни и да бидам искрен, од дуелот Османи версус Таравари или Таравари версус Османи, јас навивам за Таравари. Да те вратам сега на Ајде ме Османи. вратиш. Ова дека Македонија ќе биде ко-спонзор на настанот за Сребреница. Го гледаш Ивица тоа? Го гледав. Прво, јас како човек кој секојдневно нели има комуникација со луѓе од бошњачката етничка заедница, сум претерано сензитивен кога станува збор за Сребреница, кога станува збор за сите тие нели настани таму, за сето тоа злодело и злосторство, но прашањето ми е откаде сега Македонија? Па тоа е посветеноста на Таравари за туѓи каузи, а не за македонската Мислиш кауза. за на Тоа е Османи? вклетувањето на други држави во нашата кампања председателска, а претходно тоа го направија и со Курти, и ти убаво резонираш. Видете, може би треба да се изјасниме, а да се изјаснивме после изборите кај нас. Ние сега имаме наша кауза. Не, види, Македонија си има изјаснет однос Не, на зборам Сребреница. за нас. Така, Ивица? Да, како не. Ние сме дел од земјите кои го осудуваат геноцидот. Мислам дека сме имали своји представници таму често, ако не и Каде? секогаш. Кај што се случува бележењето на настанот. Не, Одбележувањето. секоја година, види. Значи, не постои македонски председател кој што не бил таму. Ајде да ви крем нешто. Во... И што е сега, од Во каде тоа Понечари. некои организатори? Ај вака да ви кажам. Да, и не само тоа, туку во неколку средини каде што во Македонија во мнозинство е бошњачката заедница, имаме и како се вика тоа, еден мост, нели, тука како се вика, кај Скопје се вика Сребреница и така натаму, затоа што тој настане настран кој што е... Не, тоа е еден од најбруталните чинови во современата историја. И сега знаеш до кај оди глупавоста. Доколку сега ние нели го критикуваме Османи за тоа што станува организатор на тој настан, излегува дека ние сега нешто тука негираме Сребреница и така натаму, што тотално не е точно и тотално не е така, но прашањето е зошто сега, од каде потребата за таа работа, ако се знае дека ова е прилично сентиментално прашање во односот со Србија, да речем. Каде што не постојано имаме провокации од страна на Бујар Османи во однос на Србија и еднаш на 2 месеци каде кажува дека ќе излеземе од Open Balkan. Точно се во право. Ама ја нешто да ви И тоа е кажам. некоординирано. Принципијално, бе, деца. Тоа што гледаме. Ајде слушате го ова. Ајде. Од 2008-2009 до 2015 поминав многу време во Босна и Херцеговина, водејќи ја истрагата за несреќата Трајковски, авионската несреќа. Знаете ли вие дека таму има троен геноцид? Дека не е само Сребреница? Добар се, не оди таму. Чека сега, не. Не оди таму. Не треба да се вплеткуваме кога си имаме председателски и парламентарни избори во туги работи кои сега се пресметуваат на односот Србија-Косово, Србија-Српска крајна, Босна-Србија и тако дале. Значи, треба да бидеме паметни. Што е вести со раката, ај кажи? Па сега Српска крајна од кога не постои? Па, они велат дека постои сега. Тоа е Република Српска, мислам. Добро, исто ти е, исто. Добро. Само у друга држава. Така. И, ајде да се бидеме паметни, рационални, да се сконцентрираме на изборите, на изборните кампањи, во случајот председателската кампања, а тоа да го оставиме светските дипломати кои многу успешно ја водат таа работа и 30 години никако Балканот да го направат било што друго, ама само да не е буре бару. А дали бев јасен или не сум? Видете, од друга страна ние мора да признаеме дека и покрај тоа што Србија ни е еден од најголемите пријатели кои го имаме како држава,
нас и останатите ни се важни и не Ништо само што не се помалку важни. Босна не ни е пријател. Босна не ни е ништо помалку пријател од Точно. Србија. Особено затоа што Ама као малку као глувонеми да ние разговарам. со Босна сме биле заедно во една држава 50 години, Во друга 500. во друга 500. Никогаш Босна Киро Григоров и Изетбегович? Јасно, па е. никогаш Босна Точно. не ни негирала ништо. И ние на И Босна. ние на Босна, така што истото важи нели и за Хрватска. И се што не е Ако јасно, сакате, Златев? Истото важи и за Косово, вака, кој ќе И видиш. за Словенија, и за... Едино Косово 2001 што ни направи војна тука, тоа е Не проблемот. согласам со тебе за Ајде Косово, се- ама тоа е. И сега ќе скренеме муабетот, темата се изместуваме. Добро, значи од Таравари на кој отидовме? Не, Тео не. Манковска на Биз да ја враќа. Вака не, чекај, полека. Тие две чекаш, гледам во низок полека, не старт кажав си, ништо за Таравари. Најскромна кампања, а по моите вкусови најдобар слоган, влен, вреди. Значи, вреди Таравари. Таравари за председател. Вреди опозицијата и вреди секоја партија, така се смислиле, не вели Сотир така. Јас само анализирам. Таравари вози точок со младите, Таравари игра фудбал со младите, Таравари во парк седи и дискутира на актуелни теми, за мене најскромна и од еден ракурс, не од комплетен, најсимпатична кампања води Таравари, а овој со автобусот европскиот председател упорно оди кај бирократите, упорно на фотелите до него се врвните личности, а тоа е забеганата политика врхушка на Дуи, а Дуи знаеме државната забегана врхушка, и лично мислам дека симпатиите кон него се секој ден и со секој измина ден се намалуваат. Тоа околу дистинкцијата Таравари Османи. Многу малку не кажавме ништо без за креативата на ВМРО ДПМН или Чекай се, да го ај оставиме врати се на Биз. Да, Не, само на нешто сакам да кажам. А, чекај, ВМРО, врати Не, се не. на ВМРО. Еве вака, не сме ни биле на ВМРО. Е, Ама малку го оди на запоставивме. ВМРО. Оди Овој на- Боцевски ме на хушка така. Ама ти стара Вака комуњара? се. Не, кажам, нема стара шанси ондај комуњара. комуњара. Нема Стара шанси. комуњара. Нема шанси. Како Слушај сега. кога не су бил Вака полновитен се. кога се распадна комунизмот, ама ајде. Ако Мисковски извоевува победа во предизборието против СДСМ Дуи, Али Ахмети и Ковачевски, почитуваната Силјановска извојува победа против корумпираната власт, против корумпираната Дуи и против забеганата СДСМ, значи тоа се Ковачевски, Али Ахмети и дружината. Таа успеа да анимира 3 државни органи. ДСКС, како му доаѓа, тоа е антикорупција. ДСК. Добро сега. ДКСК. Академијата за суди и обвинители и Управниот суд. По моја оценка, само Комисијата за антикорупција го положи испитот и оцени дека во изборната кампања имаме еклатантен пример на кронизам, непотизам, корупција, вметнување на 130 нови обвинители и суди, сите роднини на политичката врхушка на власт. Управниот суд не сум ни очекувал дека ќе одлучи поинаку, иако, пазете, предметот е вратен. Знаете ли зошто е вратен? Сега правнички да ви кажам. Бидејќи не се изеле 3 членови на комисијата, а прашање е дали треба да се изема, иземањето е чудна работа, тоа не е музички желба, ќе му текне на некој, иземи се Злате, го сакам Боцевски, или иземи се Боцевски, го сакам Злате. Ама, тоа е не суштинска работа во постапката, суштински е дали сега се примаат нови суди и обвинители и од кои 70% се роднини на сите овие на власт. Завршуваме тука, одиме Ајде. со реклами, крај на оваа правевме реклами, бе, емисија. правевме. По реклами одиме со нова емисија Златев и Боцевски еспресо. Веројатно пак гостинки не биде Сотир Костов. Викаат дека повторно почнала емисија. Да, добре дојдовте во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, почитувани слушатели. Наш гостин ово утро Сотир Костов. Добро утро, Сотир.
Не, ќе ми излудите вие мене. Сега ова трета емисија. Трета емисија. Воедно, три воедно, а? 3 емисии ова утро. Ајде, добро, Венајдов, ајде. Сотир, во претходната Да. емисија стигнавме до Силјановски. Да. И вие велите за тоа со управниот суд. Голема победа на Силјановска. Не е поклопена Силјановска од ВМРО ДПМН во оваа кампања генерално. Не е поклопена. Еве вака. Поради зафатеност, годинава, а и некои дома здравствени проблеми со старите Викаат дека луѓе. сум лажал слушателите во претходната емисија. Не знам сум што се кажал, прави. сум носел гант. Вика, лажиш дека само канадски носиш. Добро. Ама ќе ти најдат сега, види. А гант е така средна добар бренд. класа бренд. Не, е. добар бренд, не, грешиш, добар бренд. Не си, добро. Вака, поради некои здравствени проблеми на возрастни луѓе во моето семејство, малку сум врзан дома, не можам да ги следам ко порано кампањите, на сите ја одам на митинзи, на СДС, на сите, ја мака немам за тоа, чат пати имам проблеми, мислат, ме провоцира, ама ја молчам, тогаш не зборувам, ама не можев, бидејќи живеам во кисела вода, да не отидам на митингот во кисела. Нема никакво поклопување. Си излегува, си зборува, си ја кажува програмата, си ги кажува ставовите, дава разработка на слоганот, дава разработка на тоа како ја сваќа функцијата председател на Република Македонија, веднаш потоа дава како таа ќе ја обавува и веднаш дава разработка на уставните постулати, какви луѓе ќе предлага да се бираат во судски совет, во уставен суд, во совет за безбедност, начелник на генерал штаб, во дипломатијата амбасадори и така натаму. Јас тука не гледам никаква поклопеност. Сега види, Злате. Ти си новинар, ти треба да провоцираш, ти треба да поставаш незгодни прашања, ја го разбирам тоа, ама и да не заборајаме, ВМРО ДПМН е голема партија. Најголема, со голема структура и ВМРО ДПМН не може да остави, сега зашто ја кажам ова, Силјановска сама да води кампања при толку голем број на провокатори, вмешаност на тајната полиција, на удбашите и да и направат некои проблеми и потоа еве какви се митинзите на Силјановска. Многу паметно ВМРО ДПМН си го чува атарот, Силјановска си ја води кампањата, гледам нејзините луѓе се присутни таму, од она што јас знам кои се нејзини луѓе, што таа и ги промовираше, ако се сеќавате, кажа зашто ќе се залага, какви луѓе ќе предлага, какви луѓе ќе бира во својот им и така натаму, и ја не се согласувам во тој дел. А ја оставам можност да не сум јас во право. Оставам можност да не сум. Ама ајде опозитот да го анализираме. Ти си Пендаровски, јас сум Ковачевски, после 4 митинга на 5-тиот доаѓам кај тебе, се поздравуваш ти со сите, и мене ме рипаш, не ме поздравуваш, и ја раката во джеб, и сега треба да кажам джебно билјардо ќе играм јас. Ајде сега ти коментираме односот на председателскиот кандидат, на човекот кој моментално е председател на Република Македонија и председателот на политичката партија на власт, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ајде па тука да видиме, па тој однос каков е. А да, очигледно некои работи не се наштимани како што треба во власт и тие прават се да испадне дека кампањата на најголемата опозицијска партија која ја поддржува господјата Гордана Силјановска Давкова била ваква или онаква. Ја лично мислам дека таа води една симпатична кампања. Да, сега ова ќе се повторам, го кажав на еден друг медиум, ама кај вас после подолго, не подолго, после месеци кусор не сум кај вас, ќе кажам дека таа храбро одлучува да игра јазичко-политичка со своето име и слогано. Ама истото Значи- го прави Максим, он е Максимум за Македонија. Да, исто, ама сега збориме за Гордана. Значи, Македонија повторно горда, стилизирано М, ајде за сите покажав, еве и за ВМРО ќе покажам. И за Силјановска, сите ги дигав овие, Злате. За стево 4 плакати дигав. Значи, стилизирано М, скренување во десно, ако ВМРО ДПМН е десница, ако почитуваната Гордана е кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, најголемата коалиција во момент. Молим?
Па е кандидат. Не, да се докажам. Тогаш многу јасно да имаме едно стилизирано М со стрелка во десно, да се знае што ќе предстои, дека одиме како Народна партија, одат како Народна партија, враќање на довербата кај народот, со сите основни постулати на тоа што значи Народна партија. Впрочем, тие и од народот се изнедрени, чат пат забегува, ама си ги платија фактурите пред 7 години, и тоа дури мислам дека по 2-3 пати исти фактури плаќа. Ја Преска со Боцевски може би требаше и тоа да зафатиме дискусот, грешките на ВМРО ДПМН не би ги гледал сега, а пред 7 години тие паднаа од власт, иако победија на избори, и сега да збориме за грешки, не. Сега ќе збориме за грешки на владеачката врхушка за на СДСМ и ДУИ. Да продолжам оде. Гордана за председател. убава графика. Еве го изнамето. Дали видовте на билбордите, на плакатите, на спотовите македонско знаме кај господин Стево Пендаровски? Дали видовте било што асоцира на Македонија? Ја не видов. Да не се повторувам. Црвена боја. Браво. Значи црвената боја, 100 и мислам 5-16 земји имаат во Ама нема потреба. знамињата. Стево подсеке на Македонија, он е нашиот председател се што сега те сваќам, Злате. Добро. Стево Во право си. Ивица, што мислиш ти? Во право си. Ја Македонија тие се 3 историски фигури што ја Кои? одбележуваат. Александар Македонски, Клеопатра и Стево. Ој со Клеопатрата е многу интересно. За Стево да, прифаќам. Ама со Тој е Клеопатра. поголем и од мајка Тереза, нели? Кој е поголем? Па Стева, нели? Според логикава, нели? Што му запнавте сега бе на Стево? Па себе. Добро, значи, ако се согласуваме дека слоганот е политичка програма во 2 до 3 збора, платформа изборна, ја мислам кандидатката Силјановска има и прекрасен слоган, со нејзиното образложување на митинзите, програмата до детали ја објаснува, граѓаните ќе има за што да мислат, дали да гласат, доколку излезат. И затоа сега по втор пат денес ке речам, граѓани излезете и гласајте. Граѓани бидете македонската икона гласачот во жолта и црвена верзија. Гласајте лично и сами, никако прокси гласања, никако фамилиарни гласања. Да кажеме стоп на сите фалсификати, иако таа работа ја заврши Дик и Даште, во историјата ќе бидат запишани. Даштевски, вемо. Даштевски, пардон. Злате, браво. Така ја поправиме. Кои успеа, иначе тоа е актуелно од 98 година и 99 година, единствени да внесат фингерпринти и да, по моја оценка, 90 до 95% се намали шансата за фалсификување на изборните резултати, единствено во големите планински зафарлените планински села, каде што не игра ни принт, ни ништо, таму Дуи и Али се главни. Значи, за нас се работи, за вас, драги гледачи, како граѓани, како македонци, немој да седите дома, излезете и гласите, вие одлучувате, вие однесувате одлуката. Ако седите дома, ќе дозволите политичарите пак да ви ја кројат капата. Следното прашање, господин Златев, беше? Се вратите ли на Ванковска? Дај стварно, што е Ајде. Ванковска? Види каква е нова. Па зборев ја. Чекај. Јас зборев креативниот момент. Што е ова? Вака, креативниот момент тука Се е плашиме промашен. во ноќта. Чек. Дај да ти покажам нешто Мене друго. ја еднаш се враќав далеку негде бев, билбордот и го видов негде од 3 сабајле. Темно беше од околу. И е хорор филм, нешто реклама, што е? Дозволи да ти кажам нешто. Вака. Да сум ја тимот на Ванковска, еве ја сликата по која она требаше да биде да води кампања. Ова е насмејана, позитивна и така. Но, така одлучиле, затоа сме ние тука. Што е да пофалиме, што е да критикуваме. Ова слика и јас ја критикував и тоа е тоа се. Враќање нема. Така одлучиле црвената младина, ова е како го вика Пасиев Црвените кмери. и не. И така на тоа. Добро,
Добро, види, Злате, се не мора ние да се согласуваме во Види, се. дел од нив, вклучително и лидерот, носат очила, така што не може се црвените кмери, знаеш. Црвените кмери ги стрелаа сите што носе на очили зашто чита. И овој чите, ова чатено дете, ова. Овие сакаат да ги стрелат сите што не мислат како нив, тоа е разлика. Не мислам така, стрелаше Заев, види, затворите се преполни од тоа. Не, овој викаше сите ќе ве стреламе, сите ќе ве Заев, бесиме, сите ќе Заев, види на што личат македонските затвори заради Заев. Зато за разлика од некои што ги споменавте дека не сакале ни рака да ви пружат, јас бев сведов дека со Максим многу срдечно се поздравивте. Да, па Што интервју му више, прави. Максим Да. ве виде меѓу луѓето во центар, се насмеа, гласно го изговори вашето име Да. и се поздравивте како да сте долгогодишни пријатели. Да. Многу е убаво Како од негова, стихотворба, а и бе, од твоја страна. Ама ти читаш некој долго зборува? Или ти го мислиш ова? не бе, Тони... Еве, јас ќе ти кажам, пред сите ќе кажам, ја не се срамам. Вчера во центар Дај, се бе, сретнав со него. сведок има на тоа. Еве, ама сведоци имаше стотици. А договорени бевме во Кеј да го направам интервјуто според Пруст. Такво имам направено со Ванковска, со Таравари. Во договор сам со почитуваниот Стефсто и почитуваното Силјановска. Ќе биде објавувано во Нова Македонија. Тоа се 2 формулара. Интервју според Пруст. Во Македонија само јас тоа го работам, морам да се пофалам. И од А до Ш, например, со Стефчо Јакимовски. Сите букви, асоциации, прекрасно нешто. Отвори Нова Македонија на насловна, денес се најавува серијалот, почнуваме од утре и се надевам, досега не ми одговориле само Пендаровски и Османи, штом ќе заврши емисијата, одам дома да завршам некои домашни работи и вртам во штабовите и може во некој следен ден да ме видите со Стево Пендаровски, да ме видите со Османи, да го правам истото што вчера на Кејот го правев со Максим, зимав интервју претходно од Таравари реков и од Ванковска. Апсолутно не се срамам, бидејќи на 67 години покушавам да Еве. бидам новинар олицко. Ние ќе ги викнеме, ќе ги поканиме овде сите, а ви, господине Костов, Ќе ги чекам на влезат во зградата. доколку дел од нив, нели, дојдат кај вас, не дојдат кај нас, Ке си мениме бе? спомнете им дека Радио Лидер има навистина добри експерти ако им требаат во нивните тимови. Имаме ние неколку експерти, може да им понудиме за стручна помош, за советници, за такви работи. За се и се што. За се и се. Во секој. Не, види. Од Молерај у Види. председателска резиденција до национална безбедност, ние имаме за се. О, знам дека ти е експерти. саркастично. Вака, имам близина со Стевче, би му понудил. До некаде нема можам да шанси понудам да на Ванковска Кај Стево. и на Максим. Со другите немам таква близина. Ја на имам со Стево ми Силјановска, треба. ама таму ни се односите многу посериозни и на другите не можам да им понудам. А на овие Стево- тројца ќе им понудам, Злате. Им Тие понудам. тројци не да станат, што ќе им будиш. А, па се од кај знаеш? Ма, Боцевски. Дечки, Малку искам. кажете уште нешто друго што да ви кажам за мислам кампања. дека Ја мислам дека исцрпивме кампањата, сите Што збориш, бе? сите дезени. Да. Па досадна А, кампања. а вака, а бројките нема да предвидуваме, знаеш, ја имам нешто Ајде. дека изборен хороскоп. А види, ова како бабите Клод Фаркец, не. Ајде. Ајде да ви дам Предвидување- карактеристика за политичкиот маркетинг Ајде. на кандидатите на власта. Ајде. Ајде бе со Социјален нема, да се разбереме. А сега е на цена социјалниот, друг пат ќе ви кажувам, иако знаете што е Социјалниот. социјален маркетинг, знаете да се промени однесувањето, кај нас тоа го нема, тоа само Ботка Сотир го работи, еве вака. После се што направија грешка во кампањата, а двата кандидата од власта имаат таков политички маркетинг во кој, метафорично ќе се изразувам, пијаните ги представуваат трезни, глупавите мудри, кловновите сериозни. Ова се метафори. Сетете се на оној што рече невестата и бабата. А Чакај Господ ги чува пијаните и будалите, само нив не ги кажат. Види го, види го. Ама гледате сега, луѓе. Пред нив се случува инцидент на мизогинија, како се вика, на ејджизам, ева, стручно да не ме кара Злате да се изразувам, иако не сум разбуден целосно, и они велат не чувме. Како бе не чувте? И чувме и видовме. Тоа е таков политички маркетинг. За нив се уште политичкиот маркетинг е тера инкогнита. Тоа е, преводот не е баш како што треба, ама и заборавена, и забранета,
и непозната земја. Малку широко. Извинете, Да, Соце, повелете. ја вчера бев у пекара. Еј, У едно од овие поатрактивните пекари во аеродром и пред мене имаше едно 20 души. Такви големи редици има во овие аеродромските познати брендови на пекари. И застанувам последен, пред мене има 20 души. Нели, завршиш работа негде за 10 на минути. добро. Од кој ќе влезеш. Ја не чув ниту еден од тие што купуваа да рече добро вечер на продавачките и на крај да рече благодарам. Од сите 20 души. И сега извини вака, ама ако задржаваш што не вика добро вечер и благодарам, социјален маркетинг кај нас нема потреба да проаѓа. Значи ние зборуваме за елементарна култура. Друже Злате, јас и за жал веќе починати од Војче Китановски, 40 години кога ќе се сретневме од една настана од комунизмот, се си велевме културата е одраз на воспитувањето, а сега на тебе ќе ти додавам на домашното воспитување. Убаво си забележал. Нам луѓето, не сите, голем дел, Се мене се социјален- воспитани домашно. Социјален маркетинг ќе правиме, ќе продаваме на некој добро вечер, што не знае. Вака. Тоа е за напредни општества, тоа е за цивилизирани општества, се како да ви обяснам. А валда си ме утепа. Ама мораме да продаваме, мораме да предаваме, затоа што сакаме да одиме напред, затоа што сакаме економски развој, затоа што сакаме политичка стабилност и затоа што сакаме социјална сигурност, Злате. А мораме да го менуваме однесувањето. Па види бе, Злате, тоа е гандиевски. Промената што сакаш да ја видиш, Златев, пардон. Биди ти, гледаш ова последно Ев него изговарам и ти се извинувам. Види се, ја правам лапсуси, не сум ја кандидат за председател. Ја барем Ја, си ги например, признавам кога би бил лапсусите. као Максим и Гордана, Да. моето презиме у слоган која овакво, Љупчо Златев, љубов и злато за Македонија. Браво. Ево. Ај, Одлично звучи. Сега ќе ти кажам. А љубовта ти е многу поголема асоциација, злато не, злато е и позитивно и негативно. Луѓе, направивме голема неправда. Стефчо Јакимовски, мојот пријател, него... ајде, Ајде, ме заведовте. ајде, вака да ви да кажам. нема тука, Вака да ви кажам. иако е на црна листа на Америка. сега да се Види, разбереме. таа црната листа ја критикувам. Вчера Љупчо Една кажа минута дека не до постои 12. црна листа која што може да му го наруши пријателството со Стефчо, така ли е сега? Многу Зошто да му го поетски се наруши? изрази. Ево да ви кажам. Стефчо е храбар човек, одважен човек, храбро за Македонија, убав слоган. Екипата Ама не он му е се баш е добра. храбро. Чекај да ви кажам, екипата не му е баш добра, ова Зашто бе, коалицијата. самка е супер. Абе супер е и овој Ристевски, како се каже, Љупчо и тој се вика. Футуристот, да. И он е супер. Екипата, јас ти тврдам, не е добра, ама Стефчо знае да плива. Стефчо е одважен. Вчера видов малку револтирано во 10 како и сеат беше, некако ја истера емисијата добро, и ја мислам дека он покажува одважност на нашите, како ги викаат бе, стратешки поддржувачи, Соединените Американски држави, што го ставија на црната листа, и ќе видите, тој ќе има малку одраз во гласовите во позитива. Иако ја мислам, сепак он не требаше да се кандидира, а он сака да се ја ревитализира партијата, да ја врати во живот, бидејќи ја напушти коалицијата, и му замерувам што непотребно со останатите кандидати од опозицијата се контра. Треба да се напаѓат ставовите на кандидатите на власта, тоа се Османи и како го викаат Пендаровски. Така да, Стефчо секој пат од битките излегувал со горда глава, одважен, и да видиме овој пат што ќе му се случи, иако не мислам дека можностите се големи, па на крај краишта за Златев 7 кандидати се. Питата ќе се дели на 7 дела. Не е тоа така едноставно. Али слоганот ми се бендисува, добар му е слоганот, па да видиме дали храброст ќе имат гласачите да му доверат гласови. Ево, се извинувам што него го Кога заборавивме. веќе пита, нека биде пита со праст, таа ми е Милена. најомилена и најубава. Значи, Браво. Иако за стомакот после е проблематично, тоа прасот... Не, баш е прекрасно. Не, прави киселини сега, не за фркај со тесто кој ќе се спои. За бројките немавме Една. време, ама следниот пат. Следниот пат. Ви благодарам на довербата.
Во секое време се извинувам за лапсусите. А должни сте ми, ве поканив на мито и корупција ручек, не ми дојдовте, сега следна прилика вие ќе дадите. Вие ќе дадите. Јас да ви се извинам Ти што заслужуваш далеку повеќе од необјективни причини бев пречен да учествувам во првиот дел од Мака немаш, не се. Кој што беше прекрасен. кој што беше Што беше му прекрасен. фалеше на вториот дел? Вториот дел се беше добар. И еве, Да. останете. Лидерот си само напред, само Колку напред. што знам, иако ние ќе пратиме мејл до Билјана Ванковски официјално ќе ја поканиме, веќе ја одбила понудата за да дојде кај нас. Од објективно вели на терен дека била. Дека била на терен у 8 Сабајле, тоа е многу така. За работничка класа нели на левица таргетира. Ќе си земам слобода. Ја мислам дека членството на левица и врвните активисти на левица у просек не стануваат пред 12,5, а дека она у 8 тера кампања е едно такво глупаво објаснување. Се не знам што Ќе да се кажам. воздржам. Во секој случај ние Ќе си земам Прва- за слобода денес да и се јавам и да и кажам дека ја очекувате. ајде еве ќе видиме, иако од сите прво она се откажа. А Добро. ја и телевизори купив као поклон и сега И да не забораваме, драги гледачи и слушачи, излезете и гласајте. Бидејте иконата што ќе ги донесе промените, а гласате за тој што мислите дека најдобро ќе се грижи за вашите проблеми и ќе дава ефикасни решенија. вакви кампањи во овој момент освен Сотир Костов има само Џабир Дерала во држава. Мојот Значи, знаете што кажува Џабир Дерала за мене? Се сеќаваме у Рамстор и на мојата Само микрофон. Чекај, и на мојата сопруга вака и вика, едноставно не може да замам. Здраво, господјо, вие сте супруга на Костов Сотир. Да, морам да ви кажам нешто. Сотир Костов е мојот најомилен и за малку ќе рече непријател противник. И ја му викам, браво, Џабир, прекрасно. Кованица. Најомилен противник, така да знаете. на истата страна се во моментов ве повикуваат и двајцата да гласат. да. А ние ве повикуваме која више ќе гласате, бар размислете за кога ќе гласате. Не е само да се гласа, значи треба малце и Треба да се одлучува. и мозок да се уклучи. Погледај ги емисиите, ја реков, овој пат нема технички да се гласа, него ќе се одлучува и избира. Ти благодарам многу, Сотир, почитувани слушатели, останете со 98,1, се гледаме утре.